Лека ноќ, недела е, сите сме тука. Подсетува на уште едно дружење со вчерашни новости. Лека ноќ, вие сте на вистинското место во вистинското време. Јас сум Петар, до мене е Јована и ние секогаш чекориме на чекор зад сите. А така ќе биде и вечерва. Ние не го менуваме каналот, а вие потрудете се да го задржите нашето внимание. Токму така, бидете така како што сте, почнуваме со ред. Don't you tomato me, Македонија со контрамерки, нема веќе Грчка, строго шопска. Откриваме што објави реномираниот светски магазин Forbes. Вчерашна сторија, кој е Ване од Велес? Искористете ги одличните услови за стекнување сопствен дом. Во промотивниот период до 39.2016 каматната стапка изнесува 2,9% годишна фиксна за првите 3 години и 6,85% годишна променлива за остатокот на периодот. Без надомест за одобрување и администрирање и без трошоци за процена на вредноста на инструментот за обезбедување. Кров над глава за сите нас. Во наша улица се спрема забава, не чека чунго пак со цела дружина. Ајде да играме, ајде да джвакаме, балони джиновски да надуваме. Чунга лунга, джвакај, джвакај ти. Чунга лунга, лунга. Најквалитетните млечни производи од најдоброто планинско млеко. Млекара Тетово. Од срцето на Шарпланина. Новиот Inox Power трае 5 пати подолго од обичните Inox жици. Новиот Inox Power од Велида. Ново, најлепша желица со шарен ориз. Децата знаат што сакаат, А мајките знаат што е добро за нив. Штар. Новиот Inox Power ја чисти најупорната нечистотија, но и пријатен во вашата рака. Новиот Inox Power од Велида. Нов вкус, најлепша желја плюс. Со богат фил од кајсија. Најкремаст знак на внимание. Најлепша желја плюс. Штарк. Новиот Puractiv Сунгер од Велида со специјалната карпеста површина совршено го отстранува бигорот. Новиот Puractiv Сунгер од Велида. Позната е гладта на нашиот народ, особено на оние кои се мртви гладни. За нив и за сите кои изнаоѓаат интересни начини да се справат со неа во хуманата сторија на вчерашни. Импровизирана библиотека, подкршени полици, десетина книги и еден нецелосен том. Вака живее 42 годишниот Ване Пецовски од Велес. Единствени книги кои во месецот ги има на располагање се оние останати од неговиот дедо. Но ниту тие не се доволни да го помине месецот. Веќе 2 години во домот на Ване никој не дошол да му подари или поземи книга. Најмногу го плаши предстојното лето, кога тој најмногу седи дома и чита книги, а книги за читање нема. Нема ниту за него, ниту за неговата сопруга и двете деца, кои се мртви гладни за знаење. Овој човек едва и се снаоѓа. Малкуте роднини кои ги има, го заборавиле, па сега бара помош од хуманите луѓе. Добар ден, се извинувам. Книга некоја ми се најде нешто за читање, не сум читал ништо 3 дена. Ќе ја молам, ќе ја бидам многу благодарен. Ќе благодарам многу. Господ здравје да ви даде. По објавената сторија на вчерашни новости, лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски, познат по својата хуманост, експресно реагираше и купи пакет книги 1000 зошто, 1000 јебига, кој на свечена церемонија ги додели на Ване и неговото семејство. За вчерашни новости од скромниот дом на Ване со скромната библиотека на Јужен булевар, лево од семафорите, Достоевски спасе. Вчерашни новости продолжува со својата хумана акција. За таа цел го поканивме Ване од Велес вечерва да биде гостин во нашето студио. Добро вечер, Ване. Добро вечер. Како си? Добар.
повели да си читаш, ние имаме сега за сега две книги, значи Службен вестник и Отчетот. Ова ќе го има на Службен телевизија, вестник, да. да. Почни си со Службен вестник. Читај си слободно Благодарам додека многу. најавуваме. Фала многу. Вие се уште гледате вчерашни новости. Одиме со следниот прилог. Останете со нас. И шефе, слушам си бил на гадачка. Сонце опече. Ме лупна светло, ме лупна у глава. Ајде да иземе. Ајде, ваму ќе идеме. Чекај, ваму, намо. Десно, да. Да, тука беше, Тука? да бе, Освеже сенката. овдека сенка, друга е сенкичка. Да, овдека бе, ние овдека. таму ќе застанеме, они околу тука. Собери ги сите. Таму ти ќе им кажеш Да ви ова, кажам за што ми што збориш. тоа е, ове Кети, ја знаеш Кети од Царина. На сите им гледала? Све Кети ме погодила. наша, Кети. Све погодила. Мене, например, све. Ми каже, вика, на избори ќе победиш. Ми кажа за плацови. Ми кажа, овие дека ќе ги зебеме, една рука, друга рука. Ќе иземе. Трет круг. Неверојатно се. Од друга страна ми вика, здравјето си го чуеш. Лудило тоа. Демек С витамин фалело. С витамин е битна работа. Да, Тоа купус има. Купус има. Зимаш на буре, Добро. и ен камен ќе земеш, зимаш зелкиве, укруг ги редиш сите, ќе натисне каменот, зимаш после сол, лево десно ќе им расфрлаш, ќе ги натисне, ќе ги натисне, сите зелки се тука, после вода му сипаш одзгора. Колку вода Па ставаш? види, зависи од бурето тоа, Добро. и после 4-5 дена ќе се усмрди, ќе смрди цела Македонија ќе смрди, ама па многу здрава работа. Мене многу ми помогна Нино. И човек што се разбира во С витамин и во купус, не може да биде лош министер. Не може да биде лош министер по било кое министерство, а камоли за целото здравство. Човекот се разбира едноставно во тие работи. Од една страна здравството ни е купус, од друга страна Нино Тодоров се разбира во купус. Чим има купус, има и С витамин многу. Чим има С витамин во здравството, нема проблеми во здравството. Ви благодарам. Ване, како ти оди? Супер. Добра е книгава. Да, до која страна стигна? До 178 страна. Браво, многу брзо читаш. Па. Ако, читај си уште. Фала многу. Ви благодарам. Нова единица во редовите на безбедносните сили. Со работа почна тим на полицајци маскирани во цивилка. Како и секогаш, репортерите на вчерашни добија ексклузивна можност да присуствуваат на обуката на овие лица. И не само тоа, останете со нас, ве водиме и на теренот каде ќе ги видите и плодовите на обуката. Се наоѓаме во Центарот за обука при Министерството за внатрешни работи, каде што полицајци во цивилка поминуваат низ повеќе кратна обука. До нас е генерал мајор и началник Борче, кој што ја води оваа обука за која што толку многу се зборува. Како оди работата, началнику? Работата тече стандардно. Се појави потреба за трансформација од стандардните одржувачи на редот во нестандардни. Односно, тука ги учиме полицајците како тајно да снимаат со камера. Тоест, од стандардни полицајци, тие се претвараат во нестандардни снимачи. Дали ќе може да видиме еден испит како изгледа? Се разбира, со задоволство, повелете. Сега ќе ви демонстрираме како тече обуката на нашите полицајци. Мирно! Како се вика споменик на англиски? Нямам умен! Така е. Кој мобилен има најдобра камера? Вашиот шефе! Не мислев на тоа, ама така е. Како се вика река на англиски? Ривер. Така е, колега. Ете, видовте, колегите веќе се при крај со својата обука, но да напоменеме дека само најдобрите ќе бидат пуштени на терен. Ви благодариме, началнику. Вам, драги гледачи, ве водиме на една специјална репортажа од една акција од новите јунаци од редовите на МВР. Одиме да видиме како тајните полицајци цивили делуваат на терен. Excuse me. Is this triumphal arch? Arch од наши пари арч. Ваш, а? Triumphal arch. Your first time in Macedonia? Не бре од овде сум. I'm from here.
тука. Okay, thank you. Од минатите вчерашни почнавме да ги носиме кондурите на јавните личности од Македонија. И овој пат ципелите на Зоран Заев ги анализира нашиот моден гуру Миле Паника. Јована? Петар, уживајте. Чао тути! Еве, повторно сме у рубриката у туџи ципели. Денеска ќе ги тестираме кондурите на ЗЗ, Зоки Заев. Еве, као што може да видите, опа, бела чарапа, добро. Ние нема да ги анализираме сега. Као што може да видите, кожна ципела, квалитетно изработена, странски модел со до домашен шмек, као што може да видите и ѓонот. Вака доста има поминато, тоа најверојатно од овие што са бескрајни прошетки по скопските сокаци од СЈО до собрание и обратно. Мислам, това е. Иначе органолептички, ете може да видите да станува реч за мала ципела. Еве овде пише број 39, видиш? Еве овдека овој пар кондури немаат фабрички вградено GPS, значи немаат навигација, така да, ако сака он да стигне, например, до влада, он мора да побара помош за патот. Мислам, това е. Они са тесни, ич не са удобни и никој не ќе да ги носи. А од друга страна, кај сопартиците на носителот прават завист и на некој начин мислам так. Ја чак мислам дека и носителов кој ќе ги соблече е птече болести. Од друга страна, овие што са сопартиците го бодрат и му викаат: ајде шефе, шибај напред, само ципеливе ептете отвараат. Иако ги декларисаат дека со овие кондури може да се прават чекори од 7 билји, у пракса не е така. За овие ципели да стигнат до целта, ќе мора да се направат уште многу ситни чекори. За него ќе било подобро прво да поноси некој така мисла поудобни кондури. Мада, као што гледаме иде лето и може да се очекува дека манекенот ќе ги замени со влечки, за да ги одмори малце нозете до некоја следна напорна сезона. Иако носилацот ги набавил овие за една сезона, он ќе мора да ги поноси пар сезони плюс и зато мора да биде предпазлив како ќе ги носи. У првата сезона од малку се залета и заради това го излиза џонот и мораше да се носи нов џон од иностранство. У секој случај, ова се мали кондурчиња, убави и после носење може да се употребат како украс и да се закачат на ретровизор на некое убаво луксузно ауто. Угледниот магазин Forbes неодамна ја објави листата на најсиромашни македонци кои тежат дури неверојатни 350 денари. Најсиромашен македонец повеќе не е Перо Јорданов, а престолот после 3 години го презеде младиот Орде од Куманово. Forbes објавија најновата листа на најбогати македонци на кој е прв е Орцо Камчев. Ама у Македонија да си богат е многу лесно, затова Forbes објави и листа на најсиромашни, што ја предводе Орде, студент од Куманово. Според Forbes, Орде Наврово е паднал благодарение на неговиот студентски буџет, кој у одредени месеци е растел до неверојатни 350 денара. Какво да кажам, много сам среќан, много. И сак да не ме сватиш погрешно, ама знаете како викав, сак многу е тешко млади да ги оствари в своји работи што ги сањав, али затоа ја ќе ги искористувам овој прилику да кажу дека да веруев у себе. Сваѓаш ли, да веруев у себе дека тој може да биде и да не се откажува. Орде вика дека финансиската состојба наследил ја од родителите и дополнително ја продолбочил, но това не бил пресудниот фактор Forbes да му доделе титула најсиромашен македонец. За овој мој успех не, како да кажу, ја не можу сам да го постигну и затоа многу сам благодарен на нашу државу Македонија, зашто она многу ми помогна. Како да кажу, тој е еден своевиден Монт Еверест.
и они помогнасва ми да ги искачу. Свесен дека конкуренцијата за титулата најсиромашен македонец е огромна. Орде сепак се надева дека напорите на владата за подобрување на Doing Business ќе му помогнат и до година да задрже ваа престижна титула. Вие се уште сте со вчерашни новости по рекламите, еве што нема да гледате. Какво лето следува? Руските научници предвидуваат дека следува долго лето ако немате пари. Дали Зика стигна во Македонија? Не, ама еве ви паничете. Искористете ги одличните услови за стекнување сопствен дом. Во промотивниот период до 39.2016 каматната стапка изнесува 2,9% годишна фиксна за првите 3 години и 6,85% годишна променлива за остатокот на периодот. Без надомест за одобрување и администрирање и без трошоци за процена на вредноста на инструментот за обезбедување. Кров над глава за сите нас. Во наша улица се спрема забава, не чека чунго пак, со цела дружина. Ајде да играме, ајде да джвакаме, балони джиновски да надуваме. Чунга лунга, джвакај, джвакај ти. Чунга лунга, лунга. Најквалитетните млечни производи од најдоброто планинско млеко. Млекара Тетово, од срцето на Шарпланина. Купувам во супермаркет, бидејќи можам да најдам се на едно место. Затоа и ова лето сакам да купувам во Супер агенција. Егејско, Јонско или Средоземно море. Грција, Турција или Шпанија. Хрватска, Црна Гора или Бугарија. Со задоволство, мојот избор е секогаш на едно место. Ја избирам Савана, мојата супер агенција. Телефон 3 115 826 или на веб savana.mk. Ново, најлепша желица со шарен орис. Децата знаат што сакаат, а мајките знаат што е добро за нив. Новиот Пурактив Сунгер од Велида со специјалната карпеста површина со вршено го отстранува бигорот. Новиот Пурактив Сунгер од Велида. Нов вкус, најлепша желја плюс. Со богат фил од кајсија. Најкремаст знак на внимание. Најлепша желја плюс. Штарк. Се уште сме со вчерашни новости, а сега одиме со малку порелаксирани теми, затоа од Македонија веселиме во релаксираната Австралија. Да видиме што бара нашиот Тошо во тамошните најпознати аптеки. Добар ден. Добар ден. Дали имате аспирин? Имаме, да. А аналгетици? Имаме, господине, да. Добра. А дали имате антиреуматици? Да, секако. Дали имате случајно антидепресиви? Имаме, ма за тоа ви треба рецепта од вашиот доктор. А нешто за јетра, за жолчка на природна база? Апчиња за спиење? Гел за хемороиди? Нешто за подобрување на памтење, дали имате имаме, нешто? Да. Виагра? Види, господине. Ние сме на добрата аптека овде во град. Имаме се. Ама ти со здравието изгледа... Госпоđo, значи, јас сум окей. Не за мене, него, знаете, баба ми е 85 години и сега ќе се мажи, не знам по кој пат. И сакав да проверам дали оде евентуално може да отвориме книга за поклони за младенците. Геополитичките игри врз грбот на нашиот народ не престануваат. По Букурешкиот договор од нашите туристи Грција почна да запленува домати и пиперки. Езерка ги има деталите. Ова лудило мора да престане. Оваа мерка нема да се одрази само на тие што ќе одат на годишен одмор кај нашиот јужен сосед, туку и врз целото земјоделство. Ганковиот синдикат апелира на одмор да се оди на места каде што нема забрана за македонски пиперки и домати. Како на пример дојран кој што е популарно наречен Охрид на истокот или Охрид популарно наречен дојран на западот. Опција е и преспа која што е популарно наречена виница на вода. Експертите со став ова е очајнички обид на грците. Како народ и како држава на ова мора најостро да се спротиставиме. Мора да се преземат силни мерки.
да преземеме герилски акции од типот на граничните премини, да им јадеме егејска салата, да им пиеме турско кафе, ако треба да им јадеме и турска баклава, да спроведуваме акции од типот Дончу патлиџан ми. Ако и по ова нашите јужни соседи не престанат безобразно да го одземаат она што е наше, мора да преземеме и поекстремни мерки, како на пример да ги нервираме со прикажување на Солун и на краците во временската прогноза на вестите и слично. Екипата на вчерашни по оваа ново настаната ситуација дојде до таен документ кој што е наводно изработен од искусни туристи, кои што наведуваат креативни начини на тоа како да пренесуваат домати преку граничните премини со нашиот јужен сосед. Сега ќе ви покажеме дел од нив. Оваа година помирете се со тешката судбина, но подгответе се за догодина. Понесете семе за домати, посадете ги некаде каде никој нема да ги чепка и наредната година ќе имате готова салата. Само обележете го местото со големо Д за домати и со големо П за пиперки. Наједноставната опција е да ја подготвите салатата од дома, при што ќе земете килограм домати, ќе ги исечкате во посакуваната форма, ќе им ставите уште дома зачин по вкус, а потоа уредно ќе ги наредите во фолдер за цедиња. Така вашата салата е на сигурно ова место во колата царениците скоро никогаш не го прегледуваат. Истренирајте гулаби да патуваат од одредена дестинација и натоварете ги со домати. Уште подобро ако знаете да тренирате соколи, соколите имаат поголема зафатнина на багажникот и покрај домати можете да им дадете и ракија. Ако и салатата ви одземат на граница, не очајувајте. Направете ги доматите како смути или кетчап, сето ова убаво спакувано во пластично шише за шампон. На оваа мерка на јужниот сосед со реакција се јавија и туристичките работници од Охрид. Цените на доматите варираат? Јас да ви кажам за вести ова? Да. Јас да ви кажам нешто. Дај, да ми го не секлаве на прсти. Скопјани што правиме сега со патлиџани што не ги пушчат за да ја носите грчка? Што правиме сега? Грик салат охи, а? Нема 10 евра. Патлиџани одавде ке носите. Што не идете Охрид? Ушта со тие антички финти има тренде, нема тренде за шопска. Што правите сега? Ке носите по гулаби, семе да садите тамо. А бе, елајте Охрид, бе, овде е златен, бе, дојте да видите. Ке ми ојте грчка тамо, ке се брукјете. Тоа сака да го кажам, ајде. Клајте го на вести да видиш како ќе ви биде гледани вести, бе. Ајде, бркајте си работа, ајде. Извините вака шо, ајде, си имам јас соби за издавање, ајде. Ване, дали ти е пријатно во нашево студио за читање? Да, супер, баш е пријатно. Ако, читај си, баш ми е мило. А додека Ване безбедно чита и е задлабочен во своите книги, нашите и ваши репортери излегоа на терен да ги прашаат граѓаните што најчесто читаат. Дали читате? Да. А што читате? Сите. Мислам дека највеќе моментално се чита спортскиот билтен. Од Гоце Делче нешто, од Даме Груев нешто читам. Водомер. Комарци има многу. Не знам што прават, Боге. Јована, зашто точно ќе ни зборува нашиот фенг шуј гуру денеска? Не знам, Петар. Одлично, нашиот фенг шуј гуру Спиро моментално собира енергија. Да погледнеме. Здраво на сите. И јас, и ти, и вие, и сите ние се наоѓаме во рубриката Фенг Дуи за народот. На ваше големо разочарување, денеска го нема Спиро енергија, али за тоа сум ја тука, Зоки Струја. Како може да видите доле, ја немаме майл, ја поише поштуем овака, мислим, тета-тет што се средби со луѓе и така се разбира све, така да ако имаш некој проблем, знаеш кај можеш да ме најдеш. Тема на денешната Фенг Дуи, што е во рамковно издание, ќе биде како и зошто е добро да се задржува и да се обстојува на власт. Мора тоа е добро заради тоа што не може све да биде стихија, напротив, криминалот мора да биде организиран, а Фенг Дуи за тоа има одлични решенија. Со еден духовен мир кој што е важен за сите, али највише за себе, а тој духовен мир се постигнува со 5 ствари, а тоа се: добро домаче васпитање, тоа обично се дава на опозицијата за да може да се комуницира. Втор сегмент се како разбирање. Тоа мора да го распределиш кај што се вика коалициониот партнер и обратно. 3.
пари, тоа се распределува кај себе, мислим и обратно, и одговорност. Одговорноста треба од се срце да го врлиш што подалеку од себе. И тоа е се. Навидуме едноставно, арнама, за да ги постигнуваш овие глобални цели кои што треба да бидат се совпаѓаат со твоите, ти мораш да се декларисаш како фактор на стабилност, мораш да бидеш проактивен, мора да нудиш решенија и најважно од све, ти мора да го сакаш природата. Значи, ако не го сакаш природата, ништо, хич ништо. Ако не го сакаш ти шумата, ако не го гаиш, утре каде ќе се криеш? И тоа беше све во ова издание на Фенг Дуи за народот и запамтете, долги се ноктите на универзумот. Бидејќи во следните неколку недели во исто време со вчерашни новости ќе се одвиваат надпреварите од Европското фудбалско првенство, ние од извори блиски на УЕФА ќе ви откриеме што се ќе се случува на ова најелитно репрезентативно фудбалско надпреварување на стариот континент. Токму така, со тоа ќе ви олесниме да не се мачите да ги гледате надпреварите и да ги чекате резултатите во спортските кладилници. Швајцарија и Албанија сигурно ќе одиграат нерешено откако напаѓачот на Швајцарија Адеми ќе свати дека голманот на Албанија Бериша му е прв братучет, па намерно ќе промаши. На победата во дуелот меѓу Англија и Велс ќе се израдува и Велика Британија, а надпреварот Северна Ирска и Република Ирска сосема сигурно ќе заврши со триумф на Ирска. Селекторот на Германија на пресконференцијата изјави дека не планира да настапи премногу напаѓачки против Полска, а од Полска дадоа изјава дека повторно не паѓаат на истата финта. Мечот помеѓу Португалија и Украина нема да се одржи бидејќи унгарската репрезентација нема да пристигне на Европското првенство поради тоа што нема да можат да излезат подалеку од границата поради страф од влегување на азиланти. Поради ова решението е очигледно. Гледате вчерашни единственото место каде што не знаете што ќе се случи следно. А во меѓувреме од Македонската фудбалска федерација ни стигна соопштение во кое стои дека нашите репрезентативци нашле добри карти, ефтини хостели и ефтини летови за да ги проследат мечевите од првенството и најавија дека веќе размислуваат за опцијата рано закупување за наредното европско, со што дополнително би ги скратиле своите трошоци. Некои од нив сепак ќе останат дома и ќе го проследат ова првенство во кругот на семејството. Тоа е единствениот човек кој никогаш досега не ја сгрешил прогнозата за вчера. Тоа е човекот пред кого и молњите молчат, човекот кој пее зло не мисли. Името е Симе, а презимето Временски, повторно во нашето студио. Ти не плачи, мајко, што сум накиснати сам. Ти не носи чадор да се заштитам. Овој пат накиснав, сам се заебав. Ке се згрејам, ке се исушам. Еј, ветрови, силни монсуни, јас ке морам да се засолнам. Еј, облаци, доста врнете, лето дојде, сонце никаде. Лето дојде, сонце никаде. Ване, ви благодарам што бевте гостин во нашето студио. Ви благодарам и на вас, баш убаво се поминав и пријатно се осеќав. Так, повторно ќе ве викнеме, може да се читате тука, нашето студио е отворено секоја недела од 19 часот и 10 минути. Слободно да ни дојдете. Поминам пак, да. Да си дочитате. Да. А ние, драги гледачи, полека дојдовме до почетокот на вчерашни. Ако не фативте од старт, повеќе среќа следниот пат. Или сами најдете си ја среќата со репризите во недела во 23:10 и понеделник и четврток од 16:10. Добар ден, се гледаме следната недела во исто време и на исто место. И тебе, Јован. И тебе, Петар. Добар ден.